Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате вториот дел од книгата Порака на мирот, последното напишано дело од Хазрети Мирза Гулам Ахмад, ветениот Месија алейхи селам. يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن. Аллах Джелешануху го започнува честниот Куран со следните зборови од сура Ал-Фатиха. Благодарение на Аллах, Господарот на световите. Зборот Ааллам значи светови. Тоа опфаќа различни народи, различно доба и различни земји. Понатаму почетокот на честниот Куран со овие зборови е наменет против погледите на оние луѓе кои се обидуваат да ја задржат Божјата неограничена милост само за својот народ и да ги исклучат сите други, како Бог другите народи да не ги создал и да ги означил како неважни, или како да ги препуштил на Божиот заборав, или како чувај Боже, Он да не ги создал. За илустрација на ова ќе се повикам на се уште задржаниот став на евреите и христијаните, дека сите Божји пратеници и веровесници и припаѓале единствено на куќата Израилова, и дека Бог потполно ги занемарил религиските и духовните потреби на другите народи, како со нив да не бил задоволен, и не покажувал ни најмалку грижа за нивната духовна добробит, и покрај тоа што ги увидел нивните грешки и незнаења. Во Евангелието исто така е напишано дека Иса, Исус Христус, напомнал: Јас сум пратен само при загубените овци на домот Израилев. Невозможно е да е така, но поради фактите да предпоставиме дека Исус тврдел дека е Бог. Во тој случај, со ограничувањето на своите добри дела, на ваков мал круг како што е куќата Израилова, не покажал Божја великодушност. Да бил тој Бог, дали тогаш ќе бил Бог само за куќата Израилова, а сите други народи ќе ги исклучил? Познато е дека Исус рекол дека оние кои не припаѓаат на куќата Израилова не се негова грижа. Во ограничениот поглед на барањата на неговата мисија е очигледно вклучен во верувањето на евреите и христијаните. Од друга страна, во однос на христијанските верувања, институцијата на објавата и заедништвото со Бог завршена е со Исус Христус, Иса алейхи селам, и удрен е печат на институцијата на Божјото пророштво. وبه الوصول بسدة السلطان. За жал, индијците од Арија сектата исто така имаат слично верување. Како и евреите и христијаните кои ја ограничуваат институцијата на пратеништвото и Божјата објава, исклучително само за своите народи, тие не признаваат дека и другите народи се приматели на објавата. Тие исто така веруваат дека благодатта на Божјата комуникација никогаш не била пратена на некој друг народ, надвор од доменот на Арија расата. Така според нив единствено Индија го добила Божјиот благослов за избор на 4 риши од својата почва. Единствено санскритот, јазикот на ведите, секогаш бил медиум за упаствата одбрани од Бога. Од ова со сигурност може да се заклучи дека и двата народа практично ја отфрлуваат универзалноста на обслужувачот, Господарот на сите светови. Да не било така, тие не би ја виделе причината поради која Бог самиот себе си се запрел на одреден народ. Напротив, тој сепак пратил објава дека е Господар на сиот универзум, не само на израелците и арјите, уште повеќе, ова чудно Божјо однесување, онака како што тие го представуваат, дава представа за пристрасен Бог, кој не се грижи за другите, кој исто така ги создал. Благодарение на Аллах, Господарот на световите.
Бог исто така на неколку места во честниот Куран појаснува дека неговите веровесници се појавувале во различни земји секаде ширум светот. Всушност, он не занемарил ниту еден народ, ниту една земја. Низ различни примери честниот Куран објаснува дека како што Бог се грижи за добробитта и физичкиот развој на луѓето во секоја земја, слично на тоа, он со духовно воздигање ја благословува секоја земја и секој народ. Аллах Джелешануху кажува во честниот Куран: немаше ни еден народ, а да не му доаѓаше опоменувач. Поради тоа, нема сомнение, оти е он вистинскиот и совршен Бог. Верувањето во него е неопходно за секоја личност. Он е Господар на сите светови. Освен тоа, неговото обслужување не е ограничено на било кој посебен народ, доба или земја. Имено, он е Господар на сите народи, Господар на времето и просторот, и он е врховник на сите земји. И он е повторно главен извор на добробит и извор на секоја физичка и духовна сила. Он прави се што постои да трае, одржува се. Он е тој кој поддржува се што е создадено. Тоа е универзалната Божја добрина, која ги опфаќа сите народи, сите земји и сите векови. يا شمس ملك الحسن والإحسان. Токму така и се случило. Од причина никој да не може да се пожали. Бог ја подарил милоста на тие и тие народи, а не и нам. Или некој би можел да се жали. Тие и тие ја примија книгата за да ги води, а ние не. Исто така некој би можел да каже: во такво и такво доба он се јавил по пат на пораки, комуникации и чуда, но во наше време он одбрал да остане скриен. Покажувајќи ја својата универзална добротворност, Бог не оставил оправдувања за ваквите можни поплаки. Он го покажал своето неограничено делување и на ниту еден народ не му е одземена неговата дарежливост, ниту физичка, ниту духовна. Исто така, он не ги скратил своите благослови на ниту едно одредено доба, како да е осудено. Тогаш, кога добродетелите на нашиот Господар се такви, на нас останува и самите да сакаме и да ги имаме. Затоа, о мои сонародници, овој краток текст кој се нарекува Порака на мирот, ви се дава со должна почит и желба ми е од се срце, семокниот Бог, да ве инспирира и да ги исполни вашите срца со доверба во нашата искреност. Да не го разберете погрешно овој пријателски гест и да помислите дека тоа е обид да се извлече корист за некои скриени мотиви. ونخبة الأعيان والله إن محمدا كردافة. Драги сограѓани, прашањето за другиот свет често е замрсено за обичните луѓе. Неговите тајни се познати само на неколку просветлени, кои се во прегратката на некаква смрт во името на својот Господар, пред на вистина да умрат. Од друга страна, добрината на овој свет за секој човек со визија и мудрост е лесно разбирлива. Заедничко искуство е дека несреќите, кои не можат да се остранат со обични мерки, и проблемите, кои изгледаат несовладливи, многу често попуштаат пред силата на еднодушноста. Затоа би било спротивно на прописите на мудроста да не се користиме со тој благослов на еднодушноста. Хиндусите и муслиманите се два големи народи кои живеат во оваа земја. Погрешно е да се верува дека еден од нив, например хиндусите, еден ден ќе постигнат превласт над муслиманите и потполно ќе ги исфрлат од оваа земја. Исто така, не е можно муслиманите да ги истераат хиндусите од нивната татковина. Секогаш треба да се има на ум, оти хиндусите и муслиманите неразделно се врзани за оваа земја. Ако еден го погоди несреќа, и другиот неизбежно тоа ќе го сподели.
Ако било која страна сака да ја понижи другата, било поради себична гордост или самолюбието, ниту таа сама нема да може да ги избегне последиците од понижувањето. И ако еден од овие народи не покаже грижа за својот комшија, тогаш и тој ќе ги трпи последиците од своите дела. Било кој од вас, кој размислува да го уништи другиот, тој е сличен на оној кој ја сече гранката на која седи. Со Божја помош, вие сте постигнале следно ниво на образование, затоа ви прилега да се воздржите од освета и да ја ширите взаемната љубов. Слично на тоа, правилото на мудроста бара да го оставите патот на безчувствителноста и да го прифатите патот на сочувството и разбирањето. Тешкотијата на овој живот е слична на патувањето низ пустината во топол, летен, сончев ден. Налудничево би било да тргнете на оваа напорно патување без ладна вода. Таа ладна вода е взаемната љубов од која вие така желно имате потреба. Во несигурни времења како што се овие, писателот на овие редови ве повикува на смирување, бидејќи помирувањето е повеќе од потребно. Многу несреќи му се случија на светот. Тука се земјотресите и гладот. Уште повеќе од земјотресите и гладот нас и понатаму не мачи чумата. Впрочем, Божите објави потврдуваат дека ако луѓето не ги променат своите изопачени патишта и пракса и не се покајат за своите гревови, светот и понатаму ќе го погодуваат други несреќи. Несреќите ќе следат една по друга. Луѓето ќе дојдат до крајот на силата и ќе се прашуваат што им се случува и што е следно во бурата што ги чека. Ќе бидат турнати до работна издржливоста во несреќите кои ќе доаѓаат една по друга. Земете го тоа во предвид, мои сограѓани, пред да се соочите со такви тешки денови. Важно е хиндусите и муслиманите да се разберат меѓусебно. И ако една од овие страни е виновна за попречување на изградба на мирот, подобро ќе биде да отстапи од тој правец. Воспротивно, сета вина за гревот на взаемното непријателство ќе падне на страната која греши. Ако некој се сомнева во можноста за постигнување на измирувањето додека постојат религиски разлики, тогаш тие играат негативна улога, развојувајќи ги срцата, и затоа мојот одговор ќе биде следен. Јас би рекол дека разликите во верата можат да играат негативна улога само тогаш кога не се почитуваат правдата, мудроста и добро проверените човечки вредности. Оваа опасност ќе се избегне ако човекот се наоружа со јасна смисла за праведност и мудрост. Тој секогаш треба да го пробива патот за себе и никогаш нема да скршне од патот на праведноста и здравиот разум. Од друга страна, тоа не треба да ги повреди вообичаените, познати чувствителности. Секогаш треба да се има на ум, и тоа дека секојдневните мали разлики не можат да им пречат на патот на измирувањето. Добрата вест во сето ова е дека куранското учење во потполност е поддржано од деловите на ветското учење. Например, иако неговата секта на верата на ведите, која се нарекува Арија Самаџ, учи дека по објавувањето на ведите, комуникацијата помеѓу Бога и човекот е запечатена, големите свети ликови родени во хинду верата, од време на време, а кои имаат милиони следбеници во оваа земја, без сомнение го раскинаа тој печат со тврдењето дека примиле Божја објава. Највозвишен меѓу нив е Божиот представник во Индија, чие име е Шри Кришна, кој тврдел дека бил примател на Божиот збор и неговите следбеници не само што му веруваат дека бил веровесник, туку некои го сметаат за персонификација на Бога. Нема сомнеш дека Шри Кришна бил Божи пратеник и Божи застапник во тоа време и дека Бог комуницирал со него. جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران
يا ليت كانت قوة الطيران. Денес го завршивме вториот дел од книгата Порака на мирот. Еселаму алейкум.